Под мотото "Време е иднината сега", Сдружената опозиција, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, синоќа го одржа својот предизборен митинг пред Тетовци. Лидерот на партијата Бранко Црвенковски уште еднаш повтори дека предвремени избори ќе има, а на 24 март ќе се гласа двојно. Да не го чекаме септември. Да ја завршиме работата многу порано. Еве е шансата на локалните избори на 24 март. Еве е можноста во еден ден вашиот глас да се брои два пати, да заврши две работи, да извојува две победи. Првата победа за локалната власт. 24 март имаме можност со нашиот глас да завршиме уште една, многу поважна, многу поголема работа. И имаме шанса за се да им вратиме. Имаме шанса за се да им наплатиме. За сите понижувања, газења, подценувања, за сите полициски и инспекцијски казни без било каков основ изрешени, за сите списоци за гласање со закани направени, за сите откази и деградирања по партиска директива спроведени, затоа што не направија земја во која човек се плаши на телефон слободно да говори, а за политика сегде само се шепоти. На 24 март имаме шанса да им наплатиме, затоа што 7 години безобразно лажат и манипулираат, затоа што сите критички настроени телевизии и вестници ги затворија, затоа што македонската радиотелевизија, Сител, Канал 5 и уште многу други ги направија пералници за човечки мозоци. Љупчо Апостоловски ја предводи советничката листа, а Ивица Зориќ се најде на позицијата кандидат за градоначалник на Тетово. Вети подобра инфраструктура, но и враќање на старата традиција на театарскиот и музичкиот живот во градов. На најгорчливиот проблем со водоснабдувањето во Тетово потребно е водоизградба на Тетовскиот водовод. Има останати уште 9 километри кои што не знам од кои причини не се доизградени, многу малце треба за да добиеме ние вода. Но не е само водата, доводот на водовод, туку е нужна е реконструкција на постојната мрежа. Ќе се залагам во интерес на сите нас, свесен за оваа проблематика, за приоритетно решавање и реконструкција на атмосферската и фекалната канализација на улица Браќа Симонски, на нас Тетовци позната како Чепчекова Сокаче, на мојата дружба и ангажман ќе биде насочен и кон сите тетовски мали, со кои се соочуваат со ваков и сличен проблем. Ставање во функција на спортската сала и спортскиот центар за намената за која се проектирани и изградени. Ќе се залагаме во рамките на постоечкиот театар, албански театар, кој што го формираше Министерството за култура, а е финансирано Министерството за култура на Република Македонија, да се формира театар на македонски јазик. Меѓународниот хорски фестивал ТЕФО одбележува 40 години од своето постоење. И за понатамошниот развој потребна е и облигационата финансиска поддршка од локалната самоуправа и Министерството за култура на Република Македонија. За пратеникот Стојко Павновски, следниве 2 недели се можност граѓаните да ги остварат своите приоритети. Сите овие идни советници во Советот на општина Тетово нема да бидат предмет на купување и омаловажување од страна на поголемите политички субјекти во Тетово, туку ќе бидат фактор кој што ќе допринесува да во Тетово се живее подобро, да во Тетово можеме најпосле да живееме мирно, стабилно, за да можеме да создаваме за нашите идни генерации. Времето е сега, времето е во овие 2 недели да направиме се. Да направиме се да им помогнеме на сите оние кои што сакаат и понатаму да живеат во Тетово, да живеат во мир и соживот, да создаваат во Тетово и овде да ги гледаат своите идни генерации. Она што сега треба да го направиме, тоа е дека на 24 март ние излегуваме и гласаме двојно. Гласаме двојно затоа што со вашиот глас гласате и за предвремени парламентарни избори. На синоќешниот предизборен митинг на Сојузот за иднината во Тетово говорија и претседателот на партијата за целосна еманципација на ромите Самка Ибримовски и на НСДП Тито Петковски.